Не е лесно да се биде првенец на генерација во струките и професиите што се подложни на постојано техничко-технолошко иновирање. Од десетина носители на инженерскиот прстен, што го доделува председател Пендаровски, архитект и IT програмер, се гости во Трилинг на мојата и наша колешка Марија Димишкова. Миловановиќ, што значи за вас статусот најуспешен? Вие сте прогласени за студент на генерација на Финки. Значи, вие сте представник на една нова генерација на млади лидери во инженерството. Така, најуспешен, малку поимот е чуден, бидејќи за да се биде најуспешен, нели треба да се има постигнато нешто. Тоа што јас моментално сум го постигнал е најдобар успех на Финки, како што рековте. Со тоа што тоа нема некое големо значење според мене, бидејќи факултетот Финки како факултет е повеќе практичен, помалку вредат оценките. Општо голем број од студентите се запишуваат, не се запишуваат, почнуваат со работа додека се во студиите, за време на студиите. Така што да се биде најуспешен на факултетот е престиж, да, но за чудо не ме како да кажам, допира толку колку што би сакал да кажеме. Тоа е за жал, можеби една од причините за тоа е што не се инвестира до некаде во младите и не се потикнуваат, за жал, да бидат најдобри. Ги споменавте колегите, во 2021 година Македонија се соочи со дефицит на кадри од вашата професија, од она што вие го работите. Меѓутоа, од друга страна, податоците кои што излегуваат од Државниот завод за статистика покажуваат дека вашата професија е најплатена во земјава. Зошто бегаат тогаш младите? Тоа е бидејќи има дефицит, бидејќи има многу побарувачка. Значи, побарувачката во земјата е огромна, има постојано доаѓаат различни странски инвестиции, значи странски компании кои што се бават со развивање на софтвер и постојано бараат нови кадри, постојано се отварат нови проекти, се работи за странски клиенти и постојано нели имаме, значи Финки е факултет кој што највеќе студенти носи секоја година се запишуваат на Финки највеќе студенти и по број завршуваат исто така доста значителен број од нив завршуваат на факултетот, а и како што кажав, нели таков е факултетот да не мора да има диплома еден програмер за да почне да работи. Така што мислам дека побарувачката е поголема од тоа што го имаме ние од бројот на програмери. И затоа може би има дефицит, а кога е голема побарувачката и нормално да бидат и платите големи, според мене, а воедно и софтверската индустрија е најнова во подем и се бараат многу, затоа и платена, затоа што не само во Македонија, туку мислам дека и во светот има, како што рековте, дефицит на програмери. Во однос на промената на светот и на сето она што се случува околу нас, зборуваше и колешката Јанкуловска, се обрати во име на 12-та најуспешни на доделувањето на престижната награда од страна на председателот на државата. Споменавте во една прилика научниците го осознаваат и проучуваат светот кој постои, инженерите се фокусираат кон креирање на светот кој никогаш не бил свет подобар од овој кој што го имаме. Каква е перцепцијата на вашите млади колеги за каков свет сонувате? Значи, можам да кажам дека инженерството представува реакција на сето оно што е актуелно и проблематично во едно општество. Под тука доаѓа дека инженерството има клучната улога во изнаоѓање на механизми и алатки за решавање на главните проблеми на едно општество. Поттаму ние треба да се стремиме кон свет кој што ќе биде подобар, кој што ќе биде одржлив. Односно, преку инженерството ние можеме да ги надминиме проблемите со загадувањето на воздухот, водите, почвите, потоа да најдеме решение со складирање на урбаниот и индустрискиот отпад, да се бараат нови и обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, климатските промени да се контролираат.
со што исто така треба да се стремиме кон дигитализација на инженерството, односно бидејќи градежништвото е главен загадувач во моментот како индустрија, не само кај нас, туку на светско ниво. И со тоа треба да се стремиме со BIM алатки, односно Building Information Modeling, информатичко проектирање на градби и со помош на софтвери, нови технологии, значи да ги заменуваме градежните процеси постепено да ги дигитализираме. Ана, вие сте дел од младата генерација на архитекти во градов. Како го доживувате Скопје овие денови? Сметате дека градот е на една своевидна ивица на преживување во онаа желба да се исполни незаситноста на оние кои што диктираат како треба да изгледа градов? Развојот на градот и како тој ќе се движи и напредува зависи од лични интереси, без да се земи севкупното размислување и потребите и желбите на граѓаните на градот. Сметам дека ние, младите инженери, имаме потенцијал тоа да го промениме. Меѓутоа, секако тоа мора да се направи со поддршка од повозрасните и поискусните колеги. Апелирам архитектите кои што веќе проектираат во градот да се отворени за соработка и да ги следат новите решенија, иновации, технологии кои што се користат на светско ниво. А секако дека во градот има простор и да се проектира, да се гради, бидејќи Скопје е модерен град. Меѓутоа, колку и што треба да се гради, тоа треба да биде тема која што треба добро да се размисли и треба да се остави на стручните кадри. Во рамки на се ова што зборуваме денеска, во една прилика изјавувате дека размислувате за доусовршување во странство, но сепак професионално да работите во земјава. Сметате дека Македонија ќе ги задоволи вашите интелектуални апетити? Потребна е добра софтверска инфраструктура во државата за да се постигне успех, нели, и да напредува државата. Сега, како што кажав, треба да се поттикнуваат студентите тоа да го прават. И сметам дека немам таков поттик сега, но сметам дека сум дел од генерацијата кој што може да го смени тоа и би се потрудил апсолутно да бидам дел од таква промена. А за до усовршувањето во странство немам план нацртан, да кажам, кога би го правил тоа и каде, но би сакал да искусам во странство како е, да видам како една напредна земја би можела да ги создава тие софтверски продукти и со таа цел да научам и да го вратам тоа тука и да можам да го имплементирам заедно со, се надевам, колеги кои што ќе имаат иста амбиција како мене. Да, во градот има простор да се работи, но дали имате простор вие како млади кадри да имате слобода да креирате? Кој вие да има слободата и зошто ја немате да? Главно сме раководени од инвеститорите, односно од тие што го финансираат целиот процес, па некако ние не имаме таа слобода на изразување и мислење, сепак мора да го проектираме и да го правиме тоа што ќе ни биде кажано и како што ќе биде диктирано едноставно да. Имам прашање за двајцата. Јас поменавме иднината и се некако се врти околу иднината. Што е круцијално за стабилна социјална иднина? Дека треба да се фокусираме на она што е на глобално ниво добро и позитивно за сите. Мислам дека проблемите се јасни, ги гледаме сите проблемите, меѓутоа некако сите се повлекуваат од одговорноста да дадат одговор на конфликтите кои што се појавуваат. Сметам дека треба да сме поодговорни и тие морални дилеми кои што сите ги имаме внатрешно, не само да ги кажуваме преку зборови, туку едноставно да действуваме и да примениме методи со кои што целосно општеството би се движело во подобра насока. Потполно се сложувам со Ана и сакам да додадам само дека младите се движечката сила во сите земји во светот. Мислам дека треба да се инвестира само во младите, што е можно повеќе и да се среќни и задоволни од начинот на кој што живеат, се со цел да можат да напредуваат и да го достигнат својот максимум.
Ви благодарам за вечерашниот разговор. Ви благодариме Благодарам на на вас. поканата.